Над 100 музичари од Прилеп цела година се оставени на работа од екзистенцијата како последица од нивното изземање од сите досегашни пандемски протоколи за работа. Не можејќи повеќе да ја издржат без парицата, повеќе од половината од нив, само иницијативно организирајќи се, го кренаа својот глас. Бараат владата итно да донесе протоколи за работа и за нивната бранша. Во спротивно се закануваат со блокади на плетвар. Останати сме без работа една година. Никој за нас ништо не се секира. Значи, без политички замнини си бараме само ако може да заработуваме за екзистенција на нашите фамилии. Ништо повеќе. Многу тешко се снајдуваме и уште. Мислам дека и потешко уште иди. Мислам дека бевме многу пати изманипулирани од другиве музички здруженија. Некои музичари добијаја некоја помош од пакет, некој од владата. Мислам во Прилеп дека максимум 10 души што ја добијаа таа помош. Сега кај нас настана и револт кој ја прави таа селекција. Значи некој од Скопје, од некое здружение, музичко да го речам, и тој треба да одбери кој ќе земи пари. Гордана Костовска пак е млад естраден уметник која со музичка дејност професионално се занимава веќе 12 години. Таа вели дека последнава година финансиски многу тешко издржува. Се обидувала да најде и друга работа, но се било безуспешно. Покушав да барам работа и на огласи и на вработување МК, али навистина е минимално одзивот некој да ме побара за интервју или ако имаш некој што ти е пријател или некаде некој да те препорача. Исто можам да карам дека стварно е доста лоша работата, што до 29 години пола државата плаќа придонеси, а на 29 години треба газдата фул придонеси. Ретко кој од газдите се нафаќаат да ти плаќат фул придонеси, притом секој ти бара искуство, а ние тоа искуство го немаме, зашто сме биле во некоја друга бранша. Свесни дека заради енормното брзо ширење на пандемијата тешко можат да очекуваат некакво чудо, но велат барем навреме некој од надлежните да почне да мисли и на нив. Излезе дека ние како извор на зараза не гледаме дека еве една година ние не свириме, не се прасвабби, не се свири по ресторани, по кафичи, а исто си раста бројките. Сето не знам како ќе се издржува, секој веќе бараме алтернативни работи, начини да заработиме за да преживееме. По однос на ова, вчера министерот за здравство, одговарајќи на новинарско прашање, побара разбирање од оваа афела и им порача засега да не се надеваат на никакво попуштање на рестрикциите.